имаме нов автомобил, имаме топ модел, меѓутоа имаме катастрофално време. И имам заедно со мене Катарина Ивановска во нова рубрика во Автомагазин, каде што познатите личности ме возат мене и каде што дознаваме повеќе работи за тоа какви шофери се, колку искуство имаат, што ги нервира, дали пробуваат да се извадат некогаш на шарм кога треба да добијат казни и слично. Нормално, Кики, прво добро ден дојде и ти благодарам многу што буквално колава извади од салон. Од камион. Ја симна специјално за денешнава емисија да ми бидеш прва гостинка. И ти си првата што, освен мели дека јас сум шофер, првиот совозач. Да, првиот совозач и некој што влегол во колата. Прво прашање, најопштото, морам да те прашам дали имаш возачка дозвола? Нормално дека имам возачка дозвола, дури положив во Њујорк кога живеев тамо и тоа тестовите ги положив од 100 со 99. Браво. А во Скопје паднав два пати, тоест еднаш паднав. Која ти беше прво возило? Од блиски извори ми кажаа сите паѓаат, па и Катерина Ивановска ќе падне. Аха, значи знаеле пред време дека ќе паднеш. Прво возило Рено. Ова е Рено. Ти си баш верна на Рено брендот. Така е, верна сум на Рено брендот. Првото ми беше Твинго, Рено Твинго. Ми се прашувајте каква боја, исто како и оваа, тоест манго боја, така е каталошки. И една City Car кола што на вистина ми е прва љубов и некако како прва неуспешна љубов е толку тажна сега сум, тоест бев до вчера кога се простив од моето манго, така си ја викавме со другарките, мангото. Кажи ми, каков шофер си? Или како се сметаш? Јас сум сега не нов шофер, значи не возам ни една година, ама возам некои си 5-6 години. Јас самата се сметам дека сум одличен шофер, дека сум совесен шофер и дека во град секогаш возам во рамките нели колку што е дозволено. Јас сум и како и да е хиперактивна особа, така што малце можам да кажам и дека има доза на нервозата, дека возам, но затоа што на вистина во Скопје, ќе кажам за Скопје сега, затоа што тука живееме, нели? Никој не дава жмигавец, секој си застанува каде што ќе посака и како нација ги прекршуваме сите правила. Дали, пошто спомена дека си доста темпераментен возач, значи дека знаеш дека прв пат јас не пцујам, во принцип не пцујам, но знам да свириш. Не, леле, свирењето ми е не, ама знам да дадам епитет на некој живот. Тоа прилика се што сакав да те прашам околу автомобилизмот и со среќа уште еднаш анбоксинг правиме на возилото, ако не верувате буквално дека е нова. Го одлепуваме воланот. Еве, ова ќе го оставам за Вања. Да покажеме на камера. Ова ќе го оставам за Вања затоа што да си го одлепи. Он беше мама може, викам, окей, за тебе све. Дали памтиш некој тажен момент да си го поминала во кола, плачење, нешто, некоја неубава вест? Не, но многу убави работи ми се случија со Твингото, со Реното и затоа сега кога се збогував, на некој начин не ми беше сеједно. Така, се надевам во овој автомобил ќе имаш уште побави спомени. И со нареден автомобил, со оној од соништата, повторно мене да ме викнеш прва, да правиме анбоксинг. Кога ќе ги имаме ние двете исти такви автомобили кои ќе имаме. Дај Боже. Ќе ти посакувам и јас на тебе исто. Ти благодарам. Ти благодарам и што ја отвори оваа сезона и како прв гостин што ја прифати поканата. Со задоволство ми беше. Без није. Чао!